ова издание на темата на неделата, почитувани, ви пренесуваме што мислат граѓаните во Македонија и во Грција за спорот за името, но и македонските бизнисмени за потребата од решавање на оваа прашање. Македонија и Грција, по доаѓањето на новата македонска влада пред неколку месеци, отворија нови патишта за решавање на над 25 години стариот спор за името. И додека властите во двете земји изразуваат оптимизам дека го гледаат крајот на проблемот, во Македонија и Грција има и други мислења. Најнапред да видиме што за решението на спорот мислат дел од грчките граѓани. За дел од грците терминот Македонија никако не сме да се најде во кое било решение на спорот. Тие сметаат дека користењето на името Македонија имплицира територијални претензии кон оваа грчка провинција и античкото кралство на Александар Велики. Затоа ова прашање го сметаат како обид за узурпирање на нивната историја и култура и не сакаат решение кое ќе го вклучи зборот Македонија. Александар Велики е роден во Пел, главниот град на античкото македонско кралство во северната грчка провинција Македонија, каде што се наоѓаат и гробовите на кралското семејство, вклучувајќи го и неговиот татко, кралот Филип II. Аргири живе во Пела и вели: Είναι το χωριό, η πρωτεύουσα του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου. Δεν δικαιούται κανένας, ούτε πολιτικός, ούτε και πολίτης, να έχει άλλη γνώμη. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είναι Μακεδονία και είναι ελληνική. Со него се согласува Јоргос Томас, исто така од Пела. Κατά τη δική μου γνώμη, όποιος ψηφίσει το όνομα Μακεδονία, μόνο ως προδότης μπορεί να χαρακτηριστεί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Демонстрациите во Солун на 21 јануари привлекоа 100.000 луѓе од различни делови на Грција. Тоа беше еден од најголемите протести во последниве години. 42 годишниот Костас Константинис вели: Είμαι Έλληνας Μακεδόνας και ήρθα στο συλλαλητήριο για να δηλώσω σε όλο τον κόσμο ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, θα το φωνάζουμε για όλη μας τη ζωή. Κανένας δεν μπορεί να πάρει το όνομα Μακεδονία και την ιστορία μας που κάποιοι χύσαν αίμα για αυτό το πράγμα. Ελένη Πακβέλη: Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν τη διαπραγματευόμαστε. Ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτούμε για τη Μακεδονία, για τη χώρα μας, για τα ιερά της χώματα. Κάποιοι πολέμησαν για αυτή την ελευθερία, την οποία εμείς απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Δημήτρης Βρετέκας, кој демонстрираше во Солун, пак вели: Macedonia is the only place that unites the Greeks for millennia, and we will never accept another country next to Greece to be called Macedonia. На сличен став и 78 годишниот Παναγιώτης Όρκας. Η Μακεδονία ελληνική και με πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η Μακεδονία. Τώρα τα άλλα που τα λένε αυτοί και τα γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Националистичките страсти во Грција растат, а демонстрации против употребата на името Македонија во решението на спорот се најавени и во наредниот период. Во Македонија пак преовладува мислењето дека спорот со името треба да се реши што поскоро. При тоа граѓаните посочуваат дека за тоа е неопходно двете земји да најдат компромис. Воспротивно, освен политички, ќе има и големи економски импликации во регионот, бидејќи бранот на новото незадоволство би можело да ги потопи економските и трговските односи. Па што за ова мислат дел од бизнисмените и граѓаните на Македонија? Решавањето на спорот за името со Грција е од пресудно значење за домашната економија, порачуваат македонските стопанственици. Иако бизнисот не го зборува јазикот на политичарите, туку на економскиот интерес, стопанственикот Мирче Чекреджи вели дека затворањето на ова прашање ќе ја стабилизира економијата и ќе отвори нови врати за бизнис заедницата. Во врска со името само сметам дека ден поскоро треба да се реши проблемот со името. Се разбира дека при тоа ние губиме разни национални, идентитетски и секакви елементи, меѓутоа на економски план еднаш за секојаш ќе почнеме во правата насока. Ќе мора да се регулираат работите овде, не ќе може секој да прави што сака, ќе мора да ги прифатиме правилата на игра на Европската Унија, кај што има капитализам 300 години, кај што сите глупости се изфилтрирани и така натака. Значи, тоа за нас може само корисно да биде.
За секоја економија најприродно е да соработува со соседите, велат упатените. Соработката во туризмот пак е традиционална и плодна, а решението на прашањето за името ќе ги огрее и двете земји, вели Ангел Иванов, председател на Советот за туризам и собственик на туристичка агенција. Би било убаво да заврши позитивно, зошто? Затоа што многу од колегите кои имаат своји понуди и закупи за Грција, тоа го направива уште минатиот септември и дадоа пари, депозит. 1/3 од парите се веќе дадени. Затоа се овие предпродажби и ниски цени за некако да се вратат тие уплати, значи заедно со клиентите учествуваат на пазарот и не би било згодно таа сделка или таа предпоставка да излезе негативна и тој рулет да излезе на наша штета. И додека економистите и бизнисмените апелираат ова политичко прашање побрзо да се затвори, граѓаните кои ги прашавме се поделени околу прашањето за можен компромис. Треба да наđеме заедничко разбирање. Сите да попуштиме помалку, со добро све бива, со лошо ништо. Јас не би дозволил името да ми се смени. Мое. Да, треба да постои компромис, иначе без компромис не правиме ништо. Грција и натаму останува трет најголем трговски партнер на Македонија според обемот на трговска размена, веднаш по Германија и Велика Британија, а пред Србија и Бугарија. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое пренесовме некои мислења на граѓаните и бизнисмените во Македонија и во Грција во врска со спорот за името меѓу двете земји. До гледање.